Добро вечер, дами и господа. Ви благодарам на присуството на уште едно интересно предавање во Рускиот центар. Според мене, за денешното предавање ќе биде за еден од најинтересните, најзабавните и највкусните празници во Русија. Денес повторно со нас е доктор Емил Нијами, кој што ќе ни каже нешто повеќе за масленица. Повелете. Благодарам. Јас уште еднаш да ви се заблагодарам за вечерашно присуство. Денес ќе зборуваме за еден од најубавите Микрофонот, Емил. Едниот од најинтересните празници во Русија, тоа е масленица, која што и самите руси многу го сакаат. И масленица е неделата во која се одбележува крајот на зимата. Тоа е празник, недела која е исполната со веселба, семејни обичаи од секаков вид, како и вкусните палачинки кои го символизираат сонцето и го навестуваат доаѓањето на пролетта, на убавите денови, збогување со зимата и така натаму. Пред да започнам со објаснувањето, односно со предавањето за масленица пошироко, би сакал да погледнеме еден видеоспот со народни песни посветени на масленица во изведба на ансамблот Раздолие. Овој сплет се нарекува Масленица, снимане во село во Белгородската област. Ой, масленица, кремашейка, покатай-ка меня, хорошенько.
Ты не стой против меня, не глядя на меня. Ты не стой против меня, не глядя на меня. Я бы рада, не глядела, мои глазушки глядят. Я бы рада, не глядела, мои глазушки глядят. Мои глазушки глядят, полюбить тебя хотят. Мои глазушки глядят, полюбить тебя хотят. Полюбила девчоночка, московского дракона, московского дракона, и бабушку молодца, московского дракона, и бабушку молодца. И така, тоа беше еден сплит од фолклорниот ансамбл Раздолје, посветен на Масленица. Инаку, според Масленица во рускиот јазик значува древен словенски празник кој води потекло од паганската култура, а е зачуван и по примањето на христијанството. Црквата ја броила Масленицата во своите празници, нарекувајќи ја сирапусна или сирна седмица, која му претходи на големиот пост. Оваа година, како што знаете, Масленица започна неделата на 8 март и ќе заврши оваа недела на Прочка. Според една од верзиите, насловот Масленица потекнува од тоа што според православниот обичај во оваа седмица не се јаде месо, но се уште се употребуваат млечни производи. Гледате од предавката маслини, менката масло, од прасловенскиот машло, гледаме во старословенскиот масло преку значи добиено од грчкиот, во сите словенски јазици го имаме и инаку потекнува од глаголот мачка, мазать, така што таа етимологијата го има во сите словенски јазици. Инаку Масленица е највеселиот период на народната веселба, кога се подготвува најмногу храна. Народот многу го сакал овој празник и секогаш од милост го нарекувал шеќер на уста, крчмарка, честна Масленица, весела, пресвита и така натаму. Неодменлив дел од празникот е возење со санки, со конски запреги, на кои за оваа пригода им била ставана најдобрата опрема. Момчињата кои се подготвувале за женитба купувале санки специјално за празникот. Во возењето задолжително учествувале сите млади девојки, покрај возењето во големите санки, празникот масовно се одбележува и со санкање. Постоеле други обичаи, како што се скокање преку огнот и освојување на снежниот град. Во 18 и 19 век главен настан на празнувањето била селската покладна комедија, во која учесниците биле преправени во Масленица, војвода и друго. Сценариото на комедијата било во духот на празникот, учесниците се гоштевале, во пресрет на постот си ги проштевале еден на друг навредите, ветувале дека ќе се вратат следната година. Често пати во сценаријата биле додавани некои реални случаи од определениот крај. Масленицата за време на многу векови го сочувала својот карактер на сенародна веселба, сите обичаи поврзани со овој празник имаат за цел да ја избркаат зимата и да ја разбудат природата од сонот, односно да ја повикаат пролетта. Масленицата се дочекувала со покладни обреди, песни на снежните речиња, символ на празникот секако била куклата од слама, односно чучела, облечена во женски фустан, на која народот и се подбивал и со која се веселел. Оваа кукла всушност ја е олицетворение на зимата. На крајот куклата се палела заедно со палачинката што ја држала во рака. Палачинките се и главното јадење на овој празник. И овој празник многу често се среќава во руската култура, посветени се многу филмови, многу цртани филмови, дури има специјален Ухти Масленица цртан филм кој што е посветен на ова. Јас предлагам да видиме куса секвенца од еден друг цртан филм Кнезот Владимир, во кој што се представени традициите за Масленица. Ах, красота-то какая!
Масляное погорело, село Сон мне приснился. А чё снился-то? Девка и коза. О! А вот и девка. Куда ты такая? Ты что ж, не знаешь? Сегодня ж праздник, Масленица. Девка появилась, а где ж коза? Чего? Коза, говорю, хорошо. Тятя она нужна. Ну да. Подарочек надо бы. Фу, ну вот, ни девки, ни козы. О, коза! Тяте подарим, если догоним. А догоним? Эй, куда ее лови? Жеребцы. Новая жердина была. Эти ворота могут снести. Да, силушки им не занимать. А может их в дружину взять? Ага, лошадей пугать. Ну, что ты ржешь-то? Догнали! Дружина верная и купцы заморские, пейте зелено вино, да запивайте медами сладкими. Слушайте, гости дорогие. Ну что, хороши наши невесты? Ох, хороши, князь. В империи красавиц тоже немало. Не, краше наших девок на всем белом свете не сыщешь. Да, князь, хороши ваши красавицы, но есть у нас одна. Царевна Анна. Сестра императора. С ней никто сравниться не может. Царевна? Да. О, жалейка. А передай к царевне подарочек. Понравится, посватаюсь. Будет моей княгиней. Я старуху разлюбил, бабу снежную скопил, а новая зазнова довела до озноба. Князь отнял мою дуду, я сверху упаду. Кто не может сам играть, может дуде дыра. О, Будь здоров, грех. Ето така сето она што го зборував до сега можевте да го видите во овој анимиран филм. Палачинките се главното јадење и представуваат символ на масленицата. Се прават секој ден, почнувајќи од понеделник, а особено во големи количества се прават од четврток до недела. Традицијата на правење палачинки во Русија постоела уште од паганските времиња. Тогаш богот на сонцето Јарило бил повикуван да ја протера зимата, а теркалезната румена палачинка била символ, како што реков, на летното сонце. Палачинките се прават со павлака, со јајца, со кавијар и други вкусни додатоци, а се јадат од утро до вечер заедно со други јадења. Традицијата била секоја домаќинка да има свој сопствен рецепт за подготвување палачинки, а тој рецепт се пренесувал од колено на колено по женска линија. Палачинките обично се правеле од брашно, од пченица, од хелјда, од овес и од пченка,
при што се додавала каша од просо или од грисе, исто така и компири, тиква, јаболки и сладка павлака. Во Русија постојат обичаи првата палачинка да се направи за покој на душата и се дава на сиромавите за помен, на сите починати, или се ставала на прозорецот. Палачинките се, како што реков, се прават со многу различни зајриња. Целата недела во народот се нарекува чесна, широка, весела, бојарка масленица, господја масленица, според кој се гледа што треба да се прави тој ден и секој ден, значи во оваа недела си има посебен назив. Во неделата наспроти масленица е вообичаено да се посетуваат роднините, пријателите и соседите, а исто така и се канат гости. Во текот на масленица не се јаде месо и затоа последната недела пред почетокот на масленица се нарекува месна, тој ден тестот го канел светот за да го дојадат месото. Понеделникот во масленица, во масленичната недела се нарекува пречек на празникот, но овој ден се правеле патеки за санкање, децата од утро почнувале да ја прават куклата од слама, ја облекувале, ја возеле низ улиците, се правеле и нишалки, а се подготвувала и трпеза со благо. Вториот ден, односно вторник, се нарекува разигрување. На овој ден започнувале веселите игри. Од утрото девојките и момчињата се санкале и јаделе палачинки. Момчињата си барале невести, а девојките нормално младоженци. Секако свадбите, доколку нешто се погодило, се правеле дури по Великден. Средата, односно третиот ден, се нарекува јадачка. На сите гости секако палачинките била на првото место, затовците оделе на палачинки кај тештите. Четвртокот пак, четвртиот ден се нарекува веселба, но овој ден требало да му се помогне на сонцето да ја избрга зимата и затоа биле организирани возења со санки, со конска запрега по сонцето, односно се обиколувало селото во правец на стрелките на часовникот. Во четврток за машките било најважно да го одбранат или да го заземат снежниот град кој што претходно бил изгледан. Петиот ден, односно петокот, се нарекува тештински вечери, кога тештата оди кај сетот на палачинки. Предпоследниот ден, односно сабота, се нарекува золвинска седенка и на овој ден се одела на гости кај сите роднини и сите правеле палачинки. Наредниот е завршниот проштален ден, проштален во смисла дека се простуваме од масленица, кога од блиските се барало прочка за сите навреди, а потоа започнува веселба со песни и со игри со што се испраќа масленица. Во Македонија знаеме со традиционално овој ден се нарекува нели прочка и исто и кај нас се бара проштевање за навредите што се направени во текот на годината. На овој ден во огромен оган ја палеле куклата од слама, со што се означувало заминувањето на зимата. Таа се поставувала среде огното, на собраниот народ од неа се простувал со шеги, песни и со игра, крајќи ја зимата за мразовите и за оскудната храна и фалејќи ја за веселите зимски забави. На крајот куклата се павела со весели извици и песни, кога ќе изгоре зимата, започнувала крајната забава на која младите прескокнувале при огнот и со ова надигрување завршувал празникот Масленица. Конечното проштевање од Масленица се случува на првиот ден од великденските пости, односно од чистиот понеделник, кој се сметал за ден на чистење од гревовите и од мрсната храна. Вообичаено на чистиот понеделник сите се бањале, а жените ги пареле садовите за млеко, чистејќи ги од мастите и од остатоците од мрсна храна. Со деновите на Масленица се поврзани многу шеги, досетки, песни, пословици, изреки, па така, например, има
во снег до појас, во палачинки до грло. Што е живот без маслиница? На маслиница и прсти да излижеш и парички да нанижеш. Би ја дали последната пара само маслиница да славам. Не е секој ден маслиница, ќе дојде и големиот пост. Масленицата се плаши од горка рдоква и од варена репа, значи, односно од постот. Или, например, кога нема мачката, за глувците е масленица. И така натаму. Како што реков, во многу филмови, представи, книги е представена масленица, веројатно најмногу ја паметите од филмот Сибирскиот Берберин, каде што е проследена една таква сцена на масленица, каде што ќе видиме дури и борба со тупаници. Јас направив еден краток исечок од филмот, па да го погледнеме. А что это? Это масленица. Маслиш? Это блинная ярмарка. Блинная ярмарка. Завтра последний день праздника. Поворачивай на ярмарку. А воскресенье будет прощенным. Прощенным в каком смысле? Прощение просить за все. Это старая русская традиция. О, старая русская традиция, да. Так точно. А послезавтра начинается пост. Великий пост. Да. Ой, как красиво! Смотрите, смотрите! Петрушка. Это Петрушка, русский клоун. Ой, смотрите, цыгане! У нас их много, очень много цыган. Смотрите, смотрите, медведь! А что он делает? А это национальная забава, распитие водки. Я же вам говорил, у нас в России звери пьют как люди, а люди как звери. А кто это? Куда они все едут? На реку, на кулачный бой. Это такая дикая забава, стенка на стенку. Это старая русская традиция. Старая русская традиция. Это русский хлеб. Сушка. Нет, нет. Маленький бублик — это сушка. Се тргнува на борба со тупаници. Секако малку диво изгледа се во ова. Ох, икра. Црн и црвен кавијар, сушки. Блины. Ево го постана безумниот бој на двете дружини со голирака. Хорошо. Сейчас. Наливай. Видишь? Пожалуйста. Нет, я не верю, что настоящий генерал не Како может што выпить. претходно беше спомнато сега, значи, господарот од Англија генералот го кани да се напијат водка, претходно видовте како Мечка пие водка и таа го прашува што е ова, вели, таа е забава, значи, народна, кај нас во Русија зверовите пијат водка како луѓе, а луѓето пијат водка како зверови. Па сега да видиме каков звер ќе биде и нашиот генерал. Еще. Уште една.
И веќе започнува безумната игра. Еве ги традиционалните сушки. Борбата продолжува. Лекмичков се приклучува во борбата. Я медведь. Хочу бороться. Не, хватит. Да, все в порядке, достаточно. Спасибо. Ну, теперь вам нужно выпить и это, да? Разни игри забави гледате. Ну, хорошо. Страждущий. Но только стакан не И ешь. почнува безумието. Выплюньте. На вас же дети смотрят. Где она? Кузьма, там генерал очень пьяный. Густа! Выпился! Ой, выпил! А фуражка как у него? Так. Се напил генерал. За крај ќе ви раскажем и уште неколку интересни нешта, односно 5 најчудни обичаи на Масленица, кои што и јас искрено речено пред неколку години ги дознав. И за мене им така малку беа шокантни. Во селата на реката Тавда, во Светловската област, тоа е на 2300 км источно од Москва, жителите правеле пародија на прочистителен обред од напасти капења во бања. Тие се соблекувале угол голи надвор и пред сите ги имитирале своите движења на капења во бања пеејќи частушки. Знаете, частушки се руски народни хумористични песни со еротска, понекогаш дури и исто непристојна содржина. Интересно е тоа што до денешен ден ваквиот стриптиз се распространет во овој дел од Русија. Во Вологодската област, тоа е на 450 км северно од Москва, до крајот на 19 век, девојките ја украсувале својата фризура вплетувајќи палачинки во плетенките. Се сметало дека на ваков начин тие ќе се заштитат од злите духови и дека со тоа ќе ги привлечат беќарите. Во некои делови биле похумани, со палачинки ги китале старорускиот украс за главата кокошник. Традиционално во последниот ден на празничната недела, односно на прочка, се пали сламената кукла на Масленица. Сега тоа веќе е постојан обред со кој се испраќа зимата и се посакува добри дојде на пролета. Во средните делови на Русија тоа го правеле така што организирале пародија на погребна процесија. Учесниците во процесијата ја носеле низ селото сламената кукла во корито, во лулка или во специјален ковчег. Во процесијата учествувал поп, девојка, тоа обично било во памучна тканина со залепена брада од коноп или од волнак, како што гледате на сликата, и ѓакон, и ѓаконија, а исто така и група оплакувачи која одела во процесијата. На Масленица се правеле и своите видни бендисувања на младоженците. Ги поставувале покрај столбови на портите и ги терале да се пакнуваат пред сите. Ги поклопувале со снег кога младите се возеле на санка по селото, ги запирали и фрлале врсни слама, а понекогаш правеле и така наречен пакнувалник. Секој селанец можел да дојде во нивниот дом и да ги пакне мажот или жената. И последното, момчињата и девојките кои не стапиле во брак во текот на претходната година, кои не ги исполниле својот животен долг, биле казнувани. На југ нив ги врзувале за тежок трупец или им го закачувале на вратот и ги терале да одат со нив цела недела. За да се спасат, морале да платат
а плаќањето го правеле со гоштевање и секако со традиционалните палачинки. Тука накратко би ја завршил моето излагање во врска со Масленица. Би сакал на сите да ви честитам, да ви го честитам овој празник. Нека ви се вкусни палачинките и овој викенд, а сите оние кои што ќе почнат со големите великденски 7-неделни пости, нека им е лесен постот и нека ги држи својот дух. До тука од мене ќе ви се заблагодарам. Сега би сакал да прашам доколку да го отворам екранот за прашања, доколку некој има или во четот може да напише или да крена рака или да мафне, има таму една рака што мафта. Повелете доколку имате некое прашање. Јас тука не можам да видам. Дарко, Не гледам дека има некое прашање. Значи, предавањето беше исцрпно. Дали и денес се слави Масленица пошироко? Да, апсолутно. До денешен ден се слави Масленица во Русија, значи деновите што ви ги раскажував се почитуваат и се уште дури во помалите, во помалите места многу е распространета, а во поголемите се прават, да, во Москва, на Црвениот плоштад си има сите тие работи кои што до ден денешен овој дух на празникот живее. Во ред. Дали има уште некое прашање? Во ред, доколку Ви благодарам многу. немаме прашања. Да. И јас би ви се заблагодарил за присуството, би ви го честител празникот и би ве поканил да не следите на Facebook страната за да следите кои ќе бидат следните наши нови предавања. И да му се заблагодарам на доктор Нијами. Имајте убава вечер. Се небо, пријатно. Пријатно. Пријатно.